10-то издание на неделата на италијанска кујна во светот, токму во Македонија, како што ме поддржа всушност зад камерите во разговорот почитуваната Татјана, вели секоја трета седмица, практично во месец ноември, на секаде во светот, па така и кај нас, се слави италијанската кујна. Инаку најголема манифестација која што е посветена апропо италијанската кујна во светот, промовирана од Министерството за надворешни работи и меѓународна сработка на Италија, токму ни се враќа во Македонија. Погледнете ги овие фантастични производи на маса. Инаку станува збор за фрута марторана, простете. Инаку тоа се сладки со марципан, зашто ќе говориме всушност со нашите Дефраја Лило и Джовани Манџоне, а инаку ова манифестација е особено значена денес во време кога баш италијанската кујна, како што кажав на почетокот на емисијата, го доби првото зелено светло, и тоа во процесот да биде признаена како нематеријално културно наследство од страна на УНЕСКО, при тоа заекнувајќи вредноста на незиниот културен идентитет и незината неодвојлива или нераскинлива социјална димензија. Многу повеќе за значењето на оваа јубилејна всушност манифестација, гастрономска манифестација кај нас, и ќе говориме со Цветковска Татјана, представничка на италијанската трговска агенција, Сонја Мисерендино, добар ден, аташе за култура на италијанската амбасада, Дефраја Лило, готвач шеф од Италија, од Сицилија, и Джовани Манџоне, шеф сладкар, кој што исто така ќе ни дополни атмосферата. Андријана, те поздравуваме, ти благодариме и за консекутивниот превод кој што денеска ќе ни биде адаптиран, се со цел некако да ја пренесеме оваа приказна и за гледачите. Би почнал повторно на самиот почеток за значењето, како што ми кажавте Татјана, каде што еве ми кажувате, третата седмица во ноември, секаде во светот се слави овој деликатес прекрасен, односно италијанската кујна. Токму така, Марко, благодарам за поканата, што ни овозможивме вака на овој начин да презентираме нашата промотивна активност. Именно неделата на италијанска кујна е најмасовен и најзначаен настан, кој што во центарот на вниманието има италијанската кујна, кој и организиран од Министерството за надворешни работи на Република Италија преку својата мрежа на амбасади, конзулати, италијански трговски агенции, како и културни центри. Во исто време, третата недела на месец ноември, се организираат стотици настани истовремено со кои што се слави италијанската кујна. Значи дека ние сме сега во етер практично секаде во светот слават исто како кај нас. Апсолутно да. Да. Се организираат најразлични манифестации, како конференции, мастер-класови, како што ние ќе правиме оваа година, изложби, демонстрации на готвење и многу други настани. Имено основна, да кажеме, примарна цел на оваа манифестација е да се промовира италијанската кујна како еден препознатлив символ на идентитет и на култура. На овој начин се поддржува и медитеранската исхрана како здрав начин на исхрана, италијанските производи, различната традиција, кулинарска традиција. Диверзитетот, така. Апсолутно, секој регион има своји карактеристики и специфичности. И во секој случај е начин на кој што се доближува до меѓународната публика, сето ова. Инаку може да кажеме дека потекнува од 2015 година од Експо Милано, каде што имаше огромен успех презентацијата на италијанската кујна, и од таму Министерството реши да секоја година да стане дел од значи програмата на промотивни активности неделата на италијанска кујна, како што спомена во месец ноември. И само ќе споменуваме покрај тоа, освен тоа што ќе се посвети на сладките задоволства, Долче Густо, неделата ќе имате прилика да се започне овој пат со ексклузивен мастер-клас посветен на уметноста на сицилијанското сладкарство, токму благодарение на нашиот сладкар маестро Лило Дефраја, кој што водечка фигура во индустријата на сладките веќе речиси 60 години. Това е 6 децении. Апсолутно. Имаме големо задоволство што маестро Дефраја и Джовани Манџоне се денеска со нас, дека ја прифатија нашата покана да бидат дел од италијанската кујна овој пат. Така да подготвивме интересна и многу квалитетна програма оваа година.
Започнуваме утре со ексклузивен мастер-клас за традиционално сицилијанско сладкарство во хотел Лимак. Тој е наменет за професионална публика. Публика ќе бидат шефовите сладкари од Македонија. Они ќе им откријат тајните на... Значи, Джовани и Де Фраја се таму присутни? Апсолутно. Дали на исто место ќе се презентира кафе културата меѓу другото, Татјана? Не. Они, значи, има два мастер-класа, еден за професионалната публика, како што напоменав утре, во хотел Лимак, а вториот е во Средното угостителско училиште, каде што ќе одржат мастер-клас за учениците, за идните шефови. Потоа, во петок на 21-ви, организиран е мастер-клас за кафето, каде што ќе се презентира уметноста на подготовка на италијанско еспресо. Овој пат во соработка со врвен бариста македонец Дејан Богоевски, кој што е сертифициран тренер на Лаваца. Познат кај на нашата сцена, така е. Ете така, во Лаваца тренинг центарот, во кафулето Coffee Factory во Скопје, така да ќе имаме 2 часа исполнети со информации за историјата на кафето, за начинот на подготовка и некои новитети. Се разбира, секогаш новитетите се дел од тие промоции. Прекрасно. Сенјора Сонја, welcome back after 2 years. Зошто одлучивте во центарот на ова издание на Неделата на италијанска кујна повторно на некој начин да се стави и да се апострофира конкретно сицилијанското сладкарство? Benvenuta e la prima domanda che le faccio è perché avete deciso di mettere al centro di questa edizione proprio la pasticceria siciliana? Perché abbiamo scelto la pasticceria siciliana perché sicuramente rappresenta una delle eccellenze dell'arte dolciaria italiana e anche del Made in Italy artigianale, riconosciuta e apprezzata non soltanto a livello nazionale ma internazionale. Basti pensare ad esempio alla popolarità che hanno i cannoli siciliani, ma anche tanti altri dolci. Inoltre perché во ова издание да го представим сицилијанското сладкарство, бидејќи сметаме дека е символ на врвниот квалитет на италијанското кулинарство и на гастрономските производи Made in Italy, кои што нели го представуваат овој бренд и се познати во светот. Доволно е да помислиме на популарноста на сицилијанските каноли, за да разбереме нели колку е силен овој бренд на сицилијанското сладкарство. E inoltre perché il tema dell'edizione di quest'anno pone l'accento sulla dimensione culturale della nostra tradizione gastronomica e sicuramente la pasticceria siciliana ne è un esempio. Покрај тоа, исто така, бидејќи темата на ова издание на Неделата на италијанската кујна ја става во центарот културата како значаен аспект од кулинарската традиција на Италија и сметаме дека сицилијанското сладкарство многу добро ја преточува културата која што се наоѓа во сршта на готвењето. Quindi quando parliamo di un dolce siciliano non parliamo soltanto di bontà, di prelibatezze, ma di un vero e proprio patrimonio culturale che affonda le radici in epoche molto remote. Значи, кога зборуваме за сицилијански сладки, не зборуваме само за деликатеси, туку зборуваме навистина за една многу долга традиција која што има многу далечно потекло и многу значајна и културолошка димензија. Датира од времето, така? Allora, la Sicilia è stata da sempre un crocevia di popoli diversi, di civiltà diverse che si sono succedute dovute alle diverse dominazioni che hanno caratterizzato proprio la storia di questa isola. Сицилија историски представувала секогаш крстосница на различни народи и култури кои што се наоѓале и ги оставале понатаму траги од нивните култури различни. E ognuna di queste dominazioni ha lasciato una traccia ben riconoscibile in tanti ambiti della cultura, compresa anche la cucina. Од овие превласти, од овие доминации кои што се случувала на Сицилија, оставала, како што рековме, траг врз различните културни аспекти, меѓу кои исто така и врз гастрономијата и врз кулинарските традиции.
Ad esempio gli arabi, e stiamo parlando quindi del IX secolo, introdussero oltre delle tecniche di lavorazione degli ingredienti fondamentali come la mandorla, il pistacchio, gli agrumi, il miele e la canna da zucchero, che tutt'oggi sono i protagonisti assoluti di alcune specialità siciliane. Например, со арапската доминација, значи зборуваме за 9-тиот век, биле воведени некои од главните состојки кои што денеска се користат во сицилијанското сладкарство, како бадамот, фестекот, и шекерната трска, како и портокалите и лимоните. E successivamente, all'epoca della dominazione spagnola, arrivò in Sicilia l'uso del cacao e del pan di Spagna. Anche questi sono degli ingredienti chiave ad alcune dolci siciliane, come ad esempio la cassata. Следствено пак со шпанската превласт се вовела состојките како какаото и пандишпанот, кои што се главните состојки на еден од главните рецепти на сицилијанското сладкарство, кој што е касатата. Веројатно почитуваниот маестро Де Фраја го знае тоа како нели деликатес. Маестро Де Фраја, како се роди страста кон сладкарството и што ве поттикна сето ова да го трансформирате во една ваша лична професија? Maestro De Fraia, benvenuto. Come è nata la sua passione innanzitutto per la pasticceria e cosa l'ha spinta a trasformarla in una professione? Tanto sono felice oggi di essere qua, che mi trovo a casa mia, nel senso che io sono ambasciatore della pasticceria siciliana nel mondo e dell'identità della pasticceria siciliana nel mondo, in questa splendente città. E grazie a questa bellissima organizzazione mi sono trovato a essere proprio a casa mia. E ringrazio appunto. Би сакал да кажам дека сум навистина среќен што сум овде меѓу вас. Се осеќам, се чувствувам како дома. Драго ми е што сум во својство на амбасадор денес на италијанското сладкарство, за да ви го представам овде во Скопје. Сладкарство кое навистина представува дел од нашиот културен идентитет и преди тоа сум и благодарен на амбасадата за поканата. Dicevo? Quindi che cosa l'ha spinto, come è nata la sua passione per la pasticceria? La mia passione nasce e se rinasco di nuovo la farei sempre il stesso lavoro, lo faccio ho 69 anni e lo faccio da 67 anni questo lavoro. L'amore proprio per questo mondo che è fantastico, che mi ha dato l'opportunità di raggiungere dei traguardi che altrimenti non sarebbero stati possibili. Io sono un ufficiale della Repubblica, più di cavaliere. Io ho 6 record del Guinness dei primati del mondo, l'ultimo è il cannolo più lungo del mondo, poi ho altri record. Sì, scusi solo per la traduzione. Навистина, јас би рекол дека доколку се родам повторно би избрал да бидам сладкар и да се бавам со сладкарство. Ја правам оваа професија веќе 69 години и навистина се обидувам љубовта кон сладките да ја преточам во целата моја работа, која што морам да кажам, сладкарството е нешто што ми дозволи да достигнам врвови кои што не мислев никогаш дека ќе ги достигнам. Јас имам поставено 6 светски рекорди, нешто на кои што сум многу. Тоа е куриозитетот, би сакал да го раскажеме. 6 рекорди поврзани со сладкарство, да ни раскаже можеби за најпредизвикувачкиот момент еве самиот маестро Де Фраја, за кој најмногу е врзан и како се раѓа токму идејата за овие предизвици. Quindi, come ha detto, lei detiene quindi 6 record legati alla pasticceria. Ci racconta qual è stato quello più impegnativo e a cui è più legato? Allora, la maestranza, la competenza e il sapere, la materia, conoscenza delle materie, grazie alla nostra Sicilia che così generosamente ci dà dei prodotti di eccellenza, come c'è il fuoco del vulcano che tanto distrugge, il stesso fuoco dà tanta vita, dà tanti prodotti di produzione eccezionali, parliamo ad esempio del pistacchio dell'Etna oppure tante altre cose belle. E io diciamo in questo mondo ci vivo e cerco la trasformazione e tutti i record che io ho fatti li ho fatti con quell'amore e la competenza, però dico sempre i record non si fanno da soli, ci deve essere dietro una squadra, persone, e io dico sempre grazie ai miei maestri che mi hanno fatto diventare oggi quello che io sono, senza di loro non sarei stato così, non sono un figlio d'arte.
Би рекол дека ете познавањето и љубовта потекнува секако и од островот, од самата Сицилија, која што е доста плодна земја, благодарение исто така и на вулканот и незината географска положба, која што нуди навистина суровини со извонреден квалитет, ако помислите на бадамот, на фстекот. И секако нели тие се неопходен услов за понатаму да се прават сладки кои што ќе бидат со извонреден квалитет. Тоа е секако една од причините кои што не потикна за да ги достигнеме овие рекорди, но морам да споменам исто така и дека се работи за рекорди нели на најголемото каноло во светот, како и на најдолгиот ролат. Го гледаме. Кој што е секако It's a Guinness record, мојди? резултат на тимска работа. Ова е Guinness рекорд за оние кои што не гледате во моментот. Најголемото? 21 метри и 43 центиметри. И 44 центиметри. Баш во моментот го гледаме сето тоа. Секако, маестрот Джовани Манџоне, темата на годинешното издание споменав дека на италијанската кујна е здравје, култура и иновација. Како можат да се создадат традиционални, но истовремено и лесни современи десерти, со оглед на тоа дека нели и во светот на гастрономијата што не постои денеска, ама пак да се остане нели автентичен. Maestro Giovanni, il tema di quest'anno è la cucina italiana tra salute, cultura e innovazione. Come si possono ricreare dolci tradizionali che allo stesso momento saranno più leggeri e seguiranno anche le correnti di modernità? Allora, per fare una buona pasticceria, diciamo, anche innovativa, bisogna usare le materie prime di alta qualità. Mentre per dire qualche anno fa, diciamo anche da piccolo, usavano tutte degli aromi, diciamo, essenziali chimiche. Oggi ci abbiamo fatto una ricerca, c'è un grande studio dietro la nostra pasticceria di usare, noi abbiamo degli agrumi, abbiamo il pistacchio di Raffadali, abbiamo le mandorle di tavola, abbiamo anche le arance di Ribera e quindi possibilmente questi aromi naturali che hanno gli oli essenziali ci permette, diciamo, di fare anche una pasticceria molto più moderna e molto più di qualità. Значи, за да успееме да достигнеме сицилијанското сладкарство да биде со квалитетот и вкусот кој што го постакуваме, секако е значаен квалитетот на суровините, а во однос на иновацијата и на модерноста, доколку во минатото, например, за конзервација на сладките се користеа некои хемиски состојки, денес секако веќе се укинуваат и се обидуваме да користиме есенцијални масла кои што потекнуваат од лимоните, од портокалите, од нашиот остров, како и нели да се намали дозата на шекер која што се користи во самите рецепти. Poi per dire, oggi si usano anche molti stampi. Una volta nelle pasticcerie si usano tipo le classiche pasticceria moderna, diciamo anche quella molto classica. Oggi sono usi degli stampi, quindi tutto quello che lavorano con la pasticceria molto più raffinata, basta mettere un dolce dentro gli stampi e quindi esce fuori un qualcosa di diverso. E poi anche l'innovazione è anche, diciamo, anche di usare poco zucchero, mentre prima possibilmente magari tipo noi facciamo la cassata siciliana, no? Oppure facciamo anche la frutta marturana, oppure qualche cosa di caratteristico, usavamo tantissimo zucchero anche per un conservante. Oggi purtroppo ci sono problemi di salute, quindi anche noi stessi abbiamo fatto degli studi per diminuire tutti gli zuccheri e dare la possibilità anche al cliente di poterla mangiare. Значи, денеска со можноста за користење на калап и на вистина сладкарството се трансформира во уметност и да успеваме да дадеме различна форма на сите, на различни десерти кои што се дел од нашата традиција. А во однос на здравствениот аспект, нели секако навистина е значајно рецептите кои што се дел од нашата традиција да се преработат, можеби намалувајќи ги дозата и на шекер и користејќи наместо тоа други субститути, други заменски шекери, како и за конзервацијата употреба и на бадеми и на фистаци. Per dire, prima si usava anche per fare la cassata siciliana con uno strato di pan di Spagna, ricotta, tanta carica di zucchero e poi si metteva diciamo una striscia di pasta reale e poi si colava lo zucchero, si chiama zucchero fondente, quindi era proprio ricoperta di zucchero.
Oggi noi l'abbiamo portata anche più moderna come dolce, anche tipico, quindi usiamo molto meno zuccheri nella ricotta. E poi la parte esterna, al posto di usare la pasta di mandorla carica di zucchero, usiamo noi una pasta di pistacchio e facciamo una percentuale, tipo 1 chilo di pistacchio e 600 grammi di zucchero, mentre prima si faceva 3 kg di zucchero e 1 chilo di mandorla. Quindi oggi noi ci possiamo dare anche la possibilità alle persone o anche ai bambini di potersi mangiare la nostra cassata siciliana, mentre prima non la mangiano perché era proprio carica di zucchero e ognuno che aveva un problema possibilmente di diabete o qualche altra cosa non la poteva mangiare. Например, сицилијанската касата, која што е торта што содржи пандишпан, рикота, овча рикота, паста реале, која што е тесто направено од бадем и шербет во цврста форма. Денеска навистина се изработува со значително помалку шеќер, околу 80% помалку, значи станува посоодветна и за различни клиенти, например дури и дечињата со диабетес би можеле да си дозволат денес да ја пробаат. Дали може би нешто тоа не е истото тоа? Forse ce l'abbiamo qui la cassata da vedere Allora, no, la dobbiamo fare, però Bussa l'appuntamento. Però quello che volevo dire anche io, anche la frutta marturana, che fino a qualche anno fa non si la potevano mangiare perché era sempre, ripeto, un dolce sempre tipico carica di zucchero, che si faceva allora dalle 4-5 kg di zucchero con 1 chilo di mandorla. Oggi l'innovazione è anche diminuire gli zuccheri, quindi noi facciamo oggi perdere 1 chilo di mandorla, almeno quello che faccio io, e 600 grammi di zucchero, la mangiano anche i bambini perché è molto buona. Poi non si chiama più... Она што го имаме овде е фрута марторана, односно сицилијански сладки кои што се направени од марципан. За истото би можел да ви кажам дека на времето, например, во рецепта би се користело 4 килограми шеќер со 1 килограм бадем, и тоа е навистина огромна количина, додека денес истото може да се направи дури со 600 грама шеќер. Io sono anche artefice di eventi di mega torte, faccio torte di 400-500 kg e quindi mi ricordo che allora quando facevo queste torte le persone ovviamente la prima cosa che mi dicevano è ma è zuccherata oppure lo posso dare anche a mio figlio. Quindi dico anche noi stesso quando facciamo degli eventi che prima magari si metteva come qualsiasi cosa pur fare l'evento, oggi noi tutto quello che facciamo una ricerca di studi e ovviamente di materie prime di alta qualità, che sono quelle che a noi ci premiano, perché a volte magari qualcuno usa delle assenze chimiche e quello purtroppo è una cosa che fa male proprio al nostro corpo. Јас би рекол дека исто така би сакал да споделам дека се занимавам со изработка на големи торти. Во минатото имаме изработено торти од 400-500 килограми. И првата работа која што луѓето ме прашуваат е дали се користи многу шеќер. Навистина ние како сладкари се залагаме да ги продлабочуваме овие рецепти и правиме и проучување за тоа нели кои би бил соодветните размери за употреба и навистина во минатото имаме направено големи настани со сладки кои што убаво го представуваат нашето острово. Имаме уште само 2-3 минути, па би сакал само да прашаме за време на мастер класовите ќе представите неколку сицилијански специјалитети. Еве конкретно зошто да ни откриете повеќе за тоа што одбравте можеби да подготвите и презентирате за посетителите. Maestro De Fraia, durante le masterclass presenterete dunque alcune specialità siciliane. Sì. Può anticiparci qualcosa su ciò che avete scelto di preparare? Allora, elaboreremo intanto parlando di salutare, esempio la mandorla. La mandorla è un grande integratore. La mandorla, diciamo, fa tanto bene anche alle donne che sono in menopausa, perché la mandorla appunto dà l'aiuto e il conforto per le ossa. Една од главните состојки кои што ќе ја користиме на утрешниот мастер-клас е токму бадамот. Бадамот има докажани здравствени бенефити, исто така и за општо за човекот, но и за жените специфично во менопауза. Quindi lavoreremo la mandorla facendo dei dolci di mandorla, facendo le torte di mandorla, lavorando il marzapane con le mandorle, faremo la cassata, i cannoli, il rollò e vi diamo appuntamento la prossima volta per far vedere questa spettacolarità della lavorazione. Quindi da una mandorla escono opere d'arte.
Dalla ricotta escono opere d'arte. Значи, од тие бадами, утре ќе подготвиме сладки кои што исто така ќе бидат и со марципан, исто така ќе ги правиме сицилијанските каноли, полнати со рикота секако и ролат. E il torrone è un espettorante, questo è una specialità di Caltanissetta dove c'è un record di 1 chilometro e 4 metri fatto a Mazzarino. Il torrone è un espettorante, in questi periodi il miele bianco sbattuto con le mandorle e pistacchi che diventa friabile perché è cotto, messo in bocca, sempre facendo bene anche molto bene alle donne, è un espettorante anche per la tosse e per i nostri polmoni. Овде може да погледнете на масата тороне сицилијанско, кој што исто така ќе го подготвиме утре на мастер-класот. Тоа е направено од бадеми, фстаци и мед, кој што потекнува од Сицилија. Неговото потекло е токму од Калтанисета и исто така Калтанисета го држи и рекордот за најдолгото тороне изработено таму од 4 метри. Прекрасно, благодарам. За само, за крај во 30 секунди, Сонја, претпоставам дека оваа приказна ќе продолжи да се промовира низ светот, бидејќи голема приказната, па така што верам дека ова ќе може да се дознае малку повеќе можеби на овие мастер-класови. Infine, spero che durante la masterclass potremo scoprire di più su questa specialità e che avremo di nuovo l'occasione di parlare di cucina italiana. We have only 30 seconds. Allora, possiamo dire qualcosa su questi? Solo 30 secondi abbiamo ancora. Posso dire che questi sono tutti dolci tradizionali legati a delle feste religiose, a particolari ricorrenze. Mi piacerebbe raccontare la storia che c'è dietro alla frutta martorana, ma credo che non ci sia il tempo necessario. Нема доволно време за да ви раскажам и приказната која што стои позади сите овие сладки, како на пример фрута марторана, но се надевам дека за време на утрешниот мастер-клас ќе има повеќе можност да се зборува за тоа. Next time, I promise. Next time. Thank you very much. Molto grazie. Vi aspettiamo non solo per guardare, ma anche per gustare e sognare un mondo fantastico. Ве очекуваме не само за да гледате, исто така и за да дегустирате утре и да сонувате за еден посладок и поубав свет. Прекрасно. Molto grazie, Giovanni. Grazie a voi, grazie. De Fraia, Sonja, Татјана, ви благодарам се срце. Hvala.